Добар ден, драги гледачи, уште едно издание на Откриени тајни во формат кој што е интересен за овој период, поради тоа што многу луѓе гледам дека на овој начин комуницира, таква е ситуацијата да едноставно ова стана популарен начин на комуникација, но тоа што го добивам како фидбек од вас, едноставно интересно и овој начин на комуникација. Така да, добре дојавте во мојот дом. Ви благодарам што сум јас дел од вашето време и од вашиот дом. Откриени тајни е емисија која што има за цел да придонесе за едноставно подобрување на мотивацијата, подобрување на мислите, да најдеме начин како да надминеме некои препреки во животот и постоењето и како едноставно да дојдеме до повеќе успех. Зборувам многу често на тема цели, зборував минатиот пат за тоа како да ги постигнеме целите, како да не ја заборавиме целта и така натаму. Денеска ќе продолжам малку на истата тема, чисто да комплетирам еден цел сегмент, поради тоа што ова е трета емисија, која што се надоврзува на тема цели, зборувам колку се важни за опстанокот, за животот, за постоењето, за среќата и така натаму. Минатиот пат зборував колку е важно да го одиме патот до целта, исправниот пат, на исправен начин, за едноставно да ојакнеме како карактер, како битија, поради тоа што многу често исправниот пат не е најлесниот пат. Многу често исправниот пат е потешкиот пат, но одејќи со принципи, со етика, морал, чекорејќи по тој пат, целта не ни се губи, ќе дојдеме до целта и кога ќе дојдеме до целта, едноставно имаме убаво чувство дека сме постигнале нешто. Не само што сме постигнале целта, туку и на начинот по кој што сме дошле до целта, поради тоа што е многу важно да бидеме задоволни од нас и од како сме стигнале до самата цел. Доколку ви интересира зошто е тоа толку важно, ве упатувам на претходните емисии, кои што можете да ги најдете и на моите социјални мрежи. Денеска ќе зборувам на тема што се случува во дадени моменти кога постигнувањето на целта или постигнувањето на дадената цел во даден временски рок почнува да не ни станува важно. Во оваа емисија ќе зборувам за две теми. Првата тема ќе биде зошто и што се случува ако почнуваме да наоѓаме многу оправданија зошто не сме ја постигнале целта во дадениот временски период. И втората тема за која што денеска ќе зборувам е зошто ги одложуваме работите, или има еден убав термин зошто прокрастинираме, зошто ги одложуваме некои нешта кои што треба да ги завршиме во даден временски период, но сепак ги оставаме за понатаму и понатаму. Ќе почнам со првата тема за целите. Оно што многу често го гледам и го среќавам во животот и на другите и мојот. Ја обично во овие емисии зборувам за мојот живот, како и денеска што ќе зборувам за мојот живот. Многу често кога човекот не ја постигнува целта, едноставно ако ја сака таа целта, ако ја сака таа цел и ако е одговорен и ако сака да дојде до таа цел и го оди патот според правилата за кои што зборе во претходниот термин, во претходната емисија, човекот ако не стигне до целта која што му е многу важна, сепак го одел патот на начин на кој што мисли дека треба и не успеал поради препреките да дојде до целта, чувства болка поради тоа што не успеал да го постигне нештото кое што го сакал во тој временски период или не ја постигнал целта. Чувстваме болка на некој начин. Разочарување, психички не се чувствуваме добро. Дали е тоа во ред? Јас мислам дека да. И ќе објаснам зошто. Видите, многу често човекот кој што е одговорен, кој што сака да го постигне нештото, сака да го, не знам, да освои титулата во тенис, сака неговиот тим во кошарка да победи, сака на професионален план да ја постигне целта која што ја зацртал. Можеби е студент и сака да го положи испитот во испитната сесија и да не го одложи за некоја друга испитна сесија. И ако не ја постигне целта, човекот ја чувства болката. Болката од што? Болката од непостигнатата цел, болката од неуспехот, болката од разочарувањето. Дали е тоа добра болка? Да. Зошто? Тоа е болката на одговорноста. И сега, што се случува ако развиеме неодговорност? Неодговорноста е на некој начин синоним со оправданија. Човекот кој што има многу оправданија на некоја тема, зашто не ги постигнува своите задачи, таргети, во временскиот рок, зашто не го постигнува тоа што треба, кога има оправдание, фактички е синоним за некаква неодговорност на таа конкретна тема. Може би одговорен за други работи, но тоа
конкретно за кој што има многу оправдание, фактички е црвено знаменце и ни е сигнал дека на таа тема човекот има неодговорност. Сега, оправданијата се тука за нас, за да не залажат, тоест да не го вкусиме горчливиот вкус на поразот, тоест болката, тоест непостигнатата цел. И човекот кога почнува да се наоѓа многу оправдание, па не е важно што сега не го положив испитот, деби има наредна испитна сесија, во ред, ја не викам дека треба да страдаме многу од тоа што нештото нема да го постигнеме и да почнеме да се камшикуваме сами себе и да се само уништуваме поради тоа што не сме го направиле нештото во даден временски период. Не викам дека тоа треба да го направиме, напротив, мислам дека е деструктивно. Но она што е друга крајност е целосно да развиеме еден модел на однесување каде што ништо не ни е важно, каде што не се важни роковите, каде што не е важно како ќе дојдам до целта, каде што не е важно колку брзо ќе ја постигнам целта, дали ќе ги завршам тие работи во планираниот рок или не. И она што почнуваме да правиме, почнуваме да се залажуваме сами себе си, поради тоа што наједноставен начин да избегнам болката е да си најдам оправдание и да речам не успев поради тоа, не е важно, добро де па ако не е сега наредниот пат. И едноставно почнуваме да ги релативизираме сите тие работи до таа мерка да непостигнување на целта воопшто не загрижува, воопшто не ни прави неубаво чувство, воопшто не ни раѓа болка. Дали е тоа добро? Мислам дека не. Затоа што гледайте, ако имате некоја област на кожата која што можеби веќе не восприема допир, не восприема сензација, мислите дека е тоа добро за тој дел од телото? Не. Имаме еден тип анестезија, безчувствителност. Тоа не е добро. Зошто? Поради тоа што едноставно со тој дел од телото не можеме да раководиме, не можеме да контролираме. Не можеме ни многу да го користиме. Но, се додека целта и неуспехот да стигнеме до целта ни предизвикува болка, разочарување, свикаш, окей, ова ќе ме мотивира, морам да направам нешто повеќе за наредниот пат да ја постигнам целта, сме во добра состојба. Многу е популарен филмот Последниот танц со Майкл Џордан, не знам дали сте го гледале, ако не сте го гледале, ве упатувам да го гледате, каде што има дадена сцена, тој човек стварно е лидер, кој што вели дека у суштина после еден пораз кој што Чикаго Булс играл со Детройт Пистонс, поради тоа што не успеале да ги победат, Майкл Џордан воопшто не земал годишен одмор, фактички како што завршил серијалот на утакмиците во нивниот плейоф, веднаш почнал да тренира со неговиот тренер, поради тоа што болката од поразот на Детройт Пистонс до толку не сакал да ја почувствува повторно, да тоа го мотивирало да почне со работа од порано. И тоа е интересен начин, поради тоа што му значило на Майкл Џордан да ја освои титулата, поради тоа што му значило да биде најдобар, поради тоа што му значило Чикаго Булс да освојат наредната година титулата, се фатил за работа, поради тоа што неуспехот и болката која што ја почувствувало тој неуспех, едноставно му била одскочна даска за наредната сезона да направи корекција, подобрување, за да повторно не ја почувствува таа болка. Но на Майкл Џордан тоа му значило. Можеби на некој човек кој што седел на клупа у Чикаго Булс, кој што воопшто не бил ангажиран, кој што ги немал тие амбиции, можеби таа болка воопшто не го мотивирала, можеби тој не ни почувствувал болка. Така да, од еден аспект, не викам дека ние таа болка треба да ја земеме и да се повредиме со неја и намерно да ја искористуваме тие разочарувања, некојаш ги искористуваме во нашиот живот во негативен аспект. Сум зборувал за тоа во некој од откриени тајни, но не викам дека треба да го искористиме за да дополнително си отежниме. Но она што сакам да го кажам како поента е кога целта се уште ни е важна. Болката од непостигнатата цел не е лоша. Туку таа болка е знак на одговорност, знак е дека сме живи, знак е дека таа цел се уште ни значи, знак е дека сакаме да направиме нешто поврзано со сето тоа и на некој начин може да ни биде мотивација за да дојдеме во дадена состојба каде што во вториот обид, во третиот обид, четвртиот, кој да е, ако не се откажеме, едноставно да ја освоиме целта во која што веруваме или која што сакаме да ја постигнеме.
Океј, тоа е во првиот сегмент, сакав да зборувам на оваа тема, поради тоа што се појавува дека фактички луѓето развиваат оправдание за да се ја затапат болката која што неостварената цел на почетокот ја развива, ама колку повеќе оправдание развиваме со цел да направиме анестезија на таа болка, толку повеќе неодговорност почнуваме да развиваме, поради тоа што оправданијата, гледате, в самиот збор оправдание на англиски excuse, ex обично значи надвор, како кратеница на латински, а cause потекнува од збор causa, што значи причина. Excuse значи надворешна причина. Оправданието секогаш е несумија причина за неуспехот. Има надворешна причина, надворешна причина, надворешна причина. Колку повеќе ставаме надворешни причини за нашиот неуспех, толку повеќе оправдание имаме, толку повеќе неодговорност развиваме. Вториот дел на откриени тајни сакам да го посветам на нешто кое што е на некој начин и поврзано со сето ова, а тоа е како што споменав на почетокот, зошто одложуваме некогаш некои работи. И зошто правиме на некој начин прокрастинација. Овој збор ми се допаѓа затоа што зборот прокрастинација, ја реков дека многу сакам да видам од каде потекнуваат зборовите, поради тоа што потеклото на зборовите, она што го прави во суштина ни дава идеја како зборот се развил, поради тоа што секако некој човек на почетокот морал да му даде некое символично значење на некој термин, на некоја појава и така натаму. Прокрастинација потекнува од два латински збора. Про обично значи нанапред, како збор, како кратенка, а крас е ден. Прокрастинација значи да го оставиме нештото за наредниот ден. Така, што викаат, тоа што можеш да не го завршиш денеска, остави го за утре, што и воопшто не е добро, поради тоа што у суштина не го ставаме како приоритет, не сакаме да го завршиме, едноставно ги одложуваме работите понатаму. Сега, во овој сегмент ќе зборувам исклучиво за мене, исклучиво за мојата причина зашто ја сум имал големи прокрастинации за многу работи во мојот живот. Зошто не сум сакал да го контролирам времето, зошто сум ги одложувал работите, и ова што ќе го кажам е можеби интересен пример за некој кој што можеби ќе се најде во тоа, можеби нема да биде никако поврзано со вашата причина зошто можеби вие во вашиот живот правите прокрастинација. Но ќе ја воведам сега во мојот живот и зошто јас го правев сето тоа. Гледате, зборував во една од, мислам дека првата емисија во овој серијал зборував за важноста на идентитетите и реков дека еден идентитет си има своји карактеристики. Гледате, може да имате идентитет на Брусли, тој идентитет со што е синоним? Со синоним на борбеност, со синоним на ментална јачина, физичка јачина и така натаму. Гледате, имате идентитети кои што според својот идентитет развиваат дадени вештини, дадени карактеристики, прават дадени работи и на некој начин даден тип на идентитет ни е поврзан со нешто. Сега во животот имаме ние идентитет свој, но исто така сме обкружени со различни идентитети. Јас, како што ми течеше мојот живот, секако прибирав работи од татко ми, прибирав некои работи од мајка ми. Бев среќен, поради тоа што на некој начин сум одбрал фамилија која што е добра и татко ми беше феноменален татко, мајка ми беше феноменална мајка, сестра ми беше феноменална сестра. Но ќе ви кажам што се случуваше во мојот живот. Мојата мајка беше професорка по клавир, татко ми беше лекар и мајка ми имаше идеја, чудна идеја имаше мајка ми, прекрасна жена, повторно ќе кажам, но секој си има свој тип на мисли, свој тип на ставови. Дедото мој беше многу експедитивен човек, ајде да не кажам војнички тип. Знаете, некој човек кој што све мора да е до конец, до танчина, да се погоди у време, у ритам, дури и малку груп, ајде така да кажам, кој што работите ги правил без афинитет, без премногу љубов. Знаете, кога има некој став да не го расипеш детето од премногу љубов, што е катастрофален став, мислам, дека детето дефинитивно му треба љубов, како што и на секој човек, впрочем. Но мајка ми, бивајќи прекрасна душа, заедно со сите тие идеи кои што на некој начин е нејзиниот татко ги земал од некаде, ама мојот дедо фактички ги пренел на мојата мајка го имаше тој став каде што мајка ми беше многу на време, многу беше прецизна, жената беше фантастична, беше многу културна, многу љубезна, многу афинитет даваше. А ми имаше еден став, можеби и вашите родители го имале тој или вие како родител го имате, дека на мене и на сестра би малку повеќе не судеше отколку другите деца. Ние за све бевме криви,
повеќе отколку што беа другите, затоа што незиниот став беше да не распекмези, да не размази. Знаете, виете мора да сте најдобри, па што има да те фалам, па ти знаеш дека си добар, таков тип на жена која што у суштина имаше многу добра душа, ама кон нас, кон нашето образование на мене и на мојата сестра беше така малку построга, мислејќи дека ни помага и ни помогнала, дефинитивно, поради тоа што знаете како викаат на секој му треба терало во животот, мајка ми беше моето терало, поради тоа што ја го имав тој проблем и подоцна на прокрастинација, ги одложував работите. Ако требаше да почнам да учам за испит, не знам, месец дена за да го фатам рокот, ја дефинитивно една недела нешто ќе правев лагано, лабаво, лаганица, кискачев до касни сати и едноставно ја немав тој ритам кој што мајка ми го имаше како прецизно, затоа што мајка ми точно ќе го почнеше нештото и точно ќе го предвидеше нештото кога треба да се заврши. Јас го немав тоа. Но може и почнувате да наговестувате, ни мојот татко го немаше тоа. Татко ми беше таков човек кој што го сакаа многу луѓе, ама беше така без изразена контрола на тој начин да почне нешто и да го заврши урок. Не, татко ми каснеше. Татко ми знаеше да ги пропушти роковите. Мајка ми ќе ми речеше: "Ајде, што се влечкаш? Ајде, време ти е, нема те чекаат за на училиште." Имав комшија кој што цело време ме чекаше за на училиште, обично ја каснев. И ајде, побрзај, што се влечкаш сега? Што се влечкаш? Ајде, до кога ќе те чекаат? И сега, а татко ми ке: "Де, голема работа, па и ти ајде, остај го и да закасна 2-3 минути, голема работа." Сега, он го имаше тој став. Мајка ми, гледате сега, зборувам за идентитети. Татко ми е еден тип на идентитет. Мајка ми е друг тип на идентитет. На мајка ми идентитетот фактички е пребоен од идентитетот на дедо ми, кој што имал таа војничка дисциплина, каде што све морало да биде под конец, под ритам. Знаете, мајка ми беше прекрасна жена, ама беше од оној тип на жени. 15 јуни сме, 10 јуни сме се распуштили, гледаме Вимблдон тенис или што и да, ја многу сакав спорт. 15 јуни е, мајка ми ке речеше: "Ајде, фаќај лектира, помина летото, ајде фаќај лектира." Си викам: "Дебре, мамо, 5 дена помина. Што фаќај лектира? Фаќај лектира, помина летото, ајде, фаќај лектирата." 15 јуни. Или ме тераше да свирам клавир, поради што она беше професорка по клавир. Го имаше тој став дека моравме сите да имаме барем нижо музичко завршено. Океј, морав и ја. Така, во целата таа фамилија и Жарко мораше да заврши нижо музичко. Кеј 9:05 сабота наутро, може би петокот сум бил некаде искочен, сум се вратил покасно и одеднаш у 9:05 го слушам звукот на ролетната. Дранг, дранг, дранг. Мајка ми отвара ролетната у 9:05 да влезе воздух, ги отвара прозорите: "Будете се, помина денот 9:05. Мамо, 9:05 сабота, остави ме да се наспијам. Ајде, мора да се вежба, ајде станувајте." И сега, тоа беше нејзиниот стил. Жената сакаше добро и направи многу добро. Јас сум и многу благодарен за сето тоа што го направила она. Но гледайте, што почна тој идентитет да ствара кај мене? Тој идентитет почна да ме тера да бегам од неа. И прибежиште ми беше татко ми. Зашто татко ми речеше: "Дебе, ај остај ги. Ај остај го 9:05, па мора ли да вежба се сабота, па не мора и нека почне од 10, остај го 1 сат." Ја почнав да бегам на идентитетот на татко ми. Сега, ова го зборам малку и ментално и физички. Гледате, почнав да имам прибежиште во идентитетот на татко ми, поради тоа што бегав од идентитетот на мајка ми. Гледате, бегав од нејзиниот идентитет. Башка, знаете, имаме, а кој свирал клавир, односно кој се занимава со музика, имаме метроном, не? Метрономот го држи ритамот. Так, тоа е еден инструмент кој што ти го држи ритамот, за да можеш да свириш у ритам. И мајка ми ке речеш: "Ајде, не си у време, фати го ритамот, следи го метрономот, не си у време, Жарко." И све беше со неа: "Не сум у време, не сум у ритам." А и тоа се случуваше, гледате, но у суштина што сакам да кажам, која ми е поентата? Поентата ми беше дека мајка ми беше тип на идентитет кој што можеби не знаеше да ми пристапи на вистинскиот начин за да ми е вметне таа етика, за да го фатам времето. Затоа што, гледате, времето се фаќа за да се контролира. Ако сакаме нешто да исконтролираме, мораме да го фатиме. Ако сакам да контролирам телефонот, морам да го допрам. Ако сакам да исконтролирам столицата, исто така. Времето е нешто кое што не е отпипливо, но мораме да одлучиме да го контролираме времето.
И сега, бегајќи од идентитетот на мајка ми, почнав да викам, чекај, ако јас почнам да го контролирам времето на таков начин, да не станам у тој сегмент како мајка ми, поради тоа што мајка ми имаше многу убави карактеристики и таа и беше прекрасна карактеристика. Гледате, подобро таква карактеристика отколку да некој да можеби не те тера, ама најдобра карактеристика е да те тера на начин кој што е соодветен на тебе. Тука е трикот. Да го најдеме кој е начинот со кој што ќе се мотивираме. Поради тоа што, гледате што се случуваше, ја да и вратам подсвесно некогаш на мајка ми, баш ќе почнев да каснам. Може би понатаму и моите родители се починати. Веројатно со години и враќав на мајка ми со тоа што каснев. Гледате, ако имаше саат време да треба да се спремам за некаде, последните 15 минути ќе се спремав и ќе закаснев. Може би уште и враќав на мојата мајка. Гледате, имаше друг лик во нашата фамилија кој што беше многу точен, многу прецизен, малку построг. И сега, гледајќи го ја тој лик, почнав да мислам, ако влезам у таков идентитет, кој што е многу точен и многу прецизен, да не станам ја малку по-груб кон другите луѓе, да го снемам мојот афинитет. Ја многу го сакав афинитетот татко ми што го покажува на другите луѓе. И да, сум сакал да го земам тој дел од карактерот на татко ми, ама заедно со тој дел од неговиот карактер, можеби сум повлекол и неговата непрецизност у времето, или што би рекла мајка ми, не си у ритам, не си у време, Жарко. Тоа бе зборовите. Жарко, не си у време. Пази лева рака, пази, касниш. И сега цело време касниш, цело време не си у ритам, тоа предизвикува дадени работи во мојот ум. Е сега, ова е моје сознание, моје видување, дека у суштина бегајќи од тој идентитет. Затоа што мајка ми, ако ми пришла со тој идентитет, на начин што ја ќе го прифатам незините сугестии, може би не морала така грубо да ги ролетните да ги симнува во сабота у 9:05. Разбирате? Може би не морала да ми рече на 15 јуни фаќа и лектира затоа што помина летото. Или може ли не морала на некој друг начин да ми каже, ајде цело време тебе ликате, што се влечкаш? Аме како влечко си станал, само се влечкаш? И одеднаш може би тоа створило револт, барем тоа е моето сознание. И од тој револт, од тие негативни емоции, ја не сум можел да го земам тоа нешто од незиниот карактер, поради тоа што од тоа нешто сум бегал како дете. Но, ако го осознам тоа, и од кога го осознав тоа, и кога сватив дека има многу други карактери во мојот живот кои што се многу прецизни, многу ритам, многу време, кои што го имаат заедно со сето тоа и нивниот афинитет, и покажување на љубов и пристапи, сето тоа. Гледате, почнав на некој начин да го земам тој идентитет, каде што не само што можев да бидам со афинитет и полн со љубов и емоции кон другите луѓе, туку можев да бидам и малку поточен и можев малку да ги таргетирам тие некои нешта попрецизно во мојот живот. Поради тоа што, гледате, прибегувајќи кон идентитетот на мојот татко, исто така прибегнував и кон можеби неговата ноншалантност и неважност дали е сето тоа толку на време направено или не. Но мојата мајка беше многу прецизна и сум и многу благодарен со тоа што со незиното терање, нели, терало ми беше она, у суштина успеав да постигнам многу работи. Но поентата е дали ние сами ќе го прифатиме тоа, затоа што ако не го прифатиме ние сами тоа, ако не одлучиме ние дека, окей, сакаме да сме такви, не вреди, поради тоа што треба цел живот некој да ти биде терало. Мора ние сами да сакаме да го изградиме тој идентитет кој што ќе е у ритам, кој што ќе е у време, кој што ќе е прецизен и кој што на време ќе ги реализира своите цели и своите идеи. И знаете што едно сватив? Дека доколку целта, да го поврзам ова со првиот сегмент од ова видео, доколку целта е важна и сакаме да ја постигнеме, дефинитивно, и ако е важно да ја постигнеме урок, видите, мора да е важно да ја постигнеме целта урок, ќе го постигнеме тоа. Ако не е важно дал целта ќе ја постигнеме урок, обично нема да ја постигнеме. Знаете, има едно правило во Соединетите држави, го викаат, има еден став се вика burn the ship's attitude, или ставот изгори ги бродовите. Ова води приказна од Хернан Кортес,
кој што е шпански освојувач, кој што во 1519 година доаѓа во Мексико да го освои Мексико и дошол со 3 брода. Секој од трите брода имал свој капетан. Кога се истоварале војниците од трите брода на копното во Мексико, Хернан Кортес ги викнал командантите на трите брода и им рекол да ги запалат. Овие се зачудиле зошто. Вика, ако изгубиме, како ќе се вратиме назад? Вика, за да не изгубиме, за да немате опција да изгубите, запалете ги бродовите. И од тогаш тоа правило, односно тој став го викаат ставот запалете ги бродовите. Обично кога имаме опција да некоја цел или нешто го постигнеме малку подоцна, обично ќе ја земеме таа шанса и ќе го договлечиме самото тоа нешто. Но ако немаме шанса да го договлечиме нештото, или да го одложиме, или да го прокрастинираме, тогаш нема да го направиме тоа. Најубаво е, наместо си правиме ментални игри, да чекаме у 5 до 12 да ги завршуваме работите, да направиме друг концепт на игра, ајде прво да ги завршиме работите, а после остатокот од времето можеме да го искористиме на нешто друго. Зборот приоритет, гледате, приоритет, значи нешто кое што е поврзано со најбитно, со нешто прво, што нешто доаѓа веднаш, побрзо. Зборот prior, нешто кое што е претходно, кое што е прво, кое што доаѓа побрзо, на англиски збор, гледате, мораме да ги ставиме приоритетите во нашиот живот, затоа што приоритетите се поврзани со почетокот на листата на задачи. Наутро секојаш е приоритет кафе и за кафето секојаш наоѓаме време. Секојаш ќе најдеме време за оние работи кои што ги сакаме, поради тоа што љубовта, целите, идеите кои што сакаме да бидат, се дефинитивно на топот или на врвот на листата на нештата кои што сакаме да ги постигнеме. Ви благодарам. Една од приоритетите во мојот живот се и овие емисии, но исто така ве канам и на моите социјални медиуми, каде што во понеделник, среда и петок може да гледате лајвови на моите социјални медиуми. Ви благодарам многу што бевте со мене, ви посакувам убав викенд. Се најдобро. Чао!